Добар ден, драги мои. Денеска, пред се добро дојдевте во мојот канал Животот со баба или Live with Grandma. Денеска ќе правиме едно јадење, мислам, доста познато во цела Македонија, може да се каже. Ќе правиме тетовско гравче на табче. Пред се ни е потребно отприлика грав, знаете сами колку да ставите негде, спрема, зависи колку ви е семејството, големо. Негде околу, ја употребувам околу 600 грама грав, предходно закиснат во вода, во обична вода. Од вечер за побрзо да се свари или гравот ако е стар, тоа помага доста. Пред утрото кога ќе станете, ќе истравите пак, пошто и од вечер истраве, и ќе го измиете, ќе оставите да се обрие со вода. Најпосле ќе додадеме пушени ребра, тие ребра се направени од нас, мислим, на домашен начин се пушени. Па еве, ќе започнеме сега, ќе го измиеме и ќе го ставиме да се вари. Овака, со варениот грав, го измив добро. Сега ќе ставиме измените ребра, ревеги и една главица кроми. Додаваме во варењето. Некој не практикува, ама јас ставам и главица кроми во варењето. И малку зејтин ќе ставиме и ќе го ставиме да се вари на средна температура. Малку зејтин ќе ставиме. Добро, сега. Вака измениот добро припреман грав, значи со ребрата кромидо и малку зејтин, вода. Вода, сакате млака, сакате ладно, исто се паѓа. Ќе го оставиме да се вари на средна температура, но зависност од гравот. Пред секој, затоа ви кажувам, некојаш има грав што се вари брзо, некојаш е некој стар грав, му треба подолго време, ама од прилика, по моје мислење, за 1-2 сата ќе биде припреман. Затоа сега ќе продолжиме во наредното што следува. Откако гравот ми се свари, сега земам и изрубувам 1-2 глајки кроми. Ќе го испржеме добро и ќе го додадеме во тавчето. Ќе ви кажам за поставката како. И слушам мамо глас, пошто пржеме риба настана, затоа ако ве збуни нешто. Еве го пршиме кромидо, прелуживаме. Тука ни е и гравчето. Во кромидо додаваме, зависи да може 2 лажици брашно.
да не цели тоа. Да ги раснеш шпорите. Идеме на со смесата со грах, што ни беше тенџерето. Рестурamo однако. Ги премешуваме добро. Што добро треба да ги со една рака снимува, па мај како малку се да поври, ќе ставиме смесата во сазан. Еве, драги мои, вака треба да изгледа и сега ја ставаме, мислим, тавиче, тенџерче, што било тепсија, што можете тоа што имате, сега ќе ставиме во шпоред да се потпече. Пријатен ручек, на крај ќе гледаме кога е готово.